Цените на становите уриваат рекорди. Квадрат во Скопје достигна цена и до 3000 евра. Паркинг простор 20.000 евра. Што се случува со пазарот на недвижнини, разговараме со Слободан Митровски, собственик на агенција за недвижнини Асторија. Боби, добродојдовте во емисијата Финсайт. Благодарам на поканата и со задоволство секогаш. Ви благодарам. Како стигнавме до 3000 евра за метар квадратен? Па очекував све, не очекував вако убаво прашање, искрено. Не знам како стигнавме до цена од 3000 евра за квадратен метар. Многу брзо се случи тоа, брзото е релативно, меѓутоа брзо се случи тоа за некој, да кажеме, 2 години од некоја цена од 1600-700, како висока цена, зборам за центар, становите во Скопје. Дојдевме на вистина до 3000, па да не кажем и 300, не сите, ама и 300. Така да, она што недостасува и најмногу што допринесе до брз раст на цената, под број 1 се немање на добри локации. Што е реалност. Сите се сеќаваме на оние, не беа приказки, тогаш беа актуелни, ама сега веќе се приказки дека не знам се качило железото, се качиле материјалите, се покачи ова, сега се стабилизирани нивните цени. Сега веќе не сега, значи веќе година дена е се стабилизирано во однос на тие цени. Работната рака така е, после пандемија се качи. Меѓутоа не до тој степен за да дојдеме до 3000. Локациите дефинитивно допринесоа да цените не само што постигнаат 3000 евра како еден, по мене, нереална цена за Скопје. Да, тоа ми беше следното прашање. Колку се реални, кој ги билда овие цени? Искрено, никој не ги билда. Значи, едноставно, знаете како, кога има понуда, ако нема побарување, понудата ќе иде надоле, не може да иде нагоре. И сега, сосем нормално е сите градежни фирми, значи не изимам ни една, дали е мала или е голема. Сите они кои ќе направат или се веќе во тек на градба, почнуваат со градба и вика вака, јас овде сакам да продавам за, не е битно, 3150 евра квадрат. Па него му доаѓаат, он не е стигнат до прва плоча, него он има веќе понуди. Може би не за 350, ма 2750 сигурно. И он вика, окей, 2750 во фаза на темелна плоча и така натака. И сега како иде нагоре, логично е да ги продава поскапо. Како ќе ги затвори како карабина, уште поскапо. И така доаѓаме до цена од нереална 3000 евра за квадрат. Се очекува некаква стабилизација? Стабилизација можда да, и тоа мислам во брзо време, значи не е некои далечни рокови. Се очекува стабилизација, бидејќи веќе ние работиме со тоа, нели, тоа не е секојдневие сега реално, се судруваме со тој, да го наречеме проблем, за жал проблем. Стабилизација да, затоа што не се потрошија луѓето, има многу средства кај нас, без оглед по банки, по сефови и така натака. Немаат веќе потреба за толку недвижности. Значи, човек кој купил 1-2 стана, нели, едно време беше друга приказката. Сето тоа можеше полесно да се изнајмува, беа релативно добри кири и така натака. Сега сето тоа малку замира, зборам со странски инвестиции, тоа замира и не е веќе така актуелно сето тоа да купиме еден стан, да не се најде после 15 години и така натака. Сега единствено што остана, тоа е инвестирање баш како инвестиција. Значи да ги заштитиме парите, затоа што или треба да ги ставиме на, не знам, по фондови и така натака, што тоа е супер, се окей, ама за нас не е табу тема, меѓутоа се уште не ни е легната таа проблематика, зборам за Македонија, не ни е легнато тоа и ние си сакаме Балкан, ама ние стварно си сакаме да тоа што го имаме да го ставиме во цигла, затоа што тоа можеме да го видиме. Дали е детето, дали е родителот, дали е не знам кој, ама тоа се гледа. Тоа ние тука и ќе влеземе, ќе ни покажеме. Нели, ја купив, не знам, за 150 евра, еве што сум купил. Во сите други приказки треба да кажеш сум купил на, не знам, која берза или на не знам што, имам инвестирано или немам инвестирано, ама може да кажеш дека и милион си инвестирала. Ја не можам да видам. А станот ни е видно. И фактички оној балкански синдром да покажеме што имаме, тоа е тоа што се уште иде кај нас. Кои станови се бараат во моментов најмногу? Помалите или поголемите? Све зависи од локација. Помали станови без оглед на локација не можеме да најдеме.
Или у превод нема што се бара, то се бара премногу, да, ама то се продава веднаш. Че зборам мали од мали од 35, сега нема да кажам дека мал стан е 60 квадрата, ама не влегува во голем стан. Значи од 35 до 60 квадрата тоа е брза продажба. Навистина брза продажба. И по која цена? И цената тука е тешко преговорлива. Значи кога тој што ја гради, што ја изведува зградата, која ќе стави цена дека, не знам, побарува 2700 евра за квадрат, него ќе му сева 10 или 15 клиенти за истиот стан. Нема он потреба зошто да ја намали цената. Затоа велам, се додека има такво побарување, може да биде стагнација у цената, не гледам пат на цената. Значи сега да има, да кажеме, да застане побарувањето 4 месеца, па да разговараме на тема цена. Тоа ќе биде... Меѓутоа не се очекува значително да се намали. Испод 2000 сигурно не... Не, ама добро, 2000 сега збориме за цена, центар не може да најдеме 2000. Значи сега збориме центар од 2,5 па нагоре. Се што добиваме од 2.500? Мислам, реално е висока цена. И на име на тоа, да не зборувам пред одредени прашања, верувам, тоа ќе ме прашате. На име на тоа, сите тие приградски населби се актуализираа. И како цена порасна, меѓутоа и побарувањето многу се актуализира, дека, не знам, Бардовци, Соње, не знам, сето тоа стана многу интересно, бидејќи Скопје стан 300.000 евра четворособен. Кој е најскапиот стан кој што сте го продале? Годинава или лани? Па не се сеќавам. Стварно не се сеќавам. Има 300.000 евра? Има интересни цени, реално, има интересни цени. Видете, цените се тие, значи, дали е 2700, 2800, 2900, значи не спорно, 3000 евра, ама тоа е тоа, значи на 100 квадрата минува 30.000. И износот вкупен е огромен. Значи не е болката во цената од 2700 до 3. Тоа е психичка една бариера, станот е 3000 евра прескап. Јас ќе ви кажам и 2700 е прескап. Бидејќи од 1600 иде на 2700. Значи на 100 квадрата се 30.000, ама од 1600 до 2700 110.000. Така да таа психичка бариера, и тоа е нормално и реално, потребно е време за да ја прифатиме. Значи како што ние... Меѓутоа викате дека се уште има интерес, се уште кој купува, странците или македонските граѓани? Има сериозно, има пари кои не се пласирани на пазарот, на ништо. Значи едноставно, ајде да ги наречам живи пари. Пари стојат. Што да работат, што да прават? Он не знае каде да ги стави. Каде да ги стави? Каде да иде во странство да инвестира, во што? Во берза. Да, ама не му е опипливо тоа. Затоа велам, и поради тоа идат становите. Поради тоа што имаме големо побарување, нема потреба некој да ја намали цената. Нема зошто. Понуда побарување. Тоа е показател дали ќе иде доле или ќе иде горе цената. Да, не верувам за горе, а доле можда нешто многу малце, и тоа не верувам. А дека ќе стагнира, да. Инвеститорите велат дека нема доволно локации за изградба и затоа цените одат нагоре. Што е со паркинг просторот? Нема ни доволно паркинг простор во земјава. Гледаме погласи 10.000, 20.000 евра и тоа отворен, само 2 линии на улица нацртани. Така е. Нема простор. Значи сите оние поголеми градови, навистина поголеми градови во тие земји кои што се Европска унија уназад, не знам, 20, 30, 50 години. Секогаш гаражниот простор, паркинг просторот беше скап. Значи пред 15 години во Атина 50.000 евра се продаде гаражно место. Не знам каква е таа цена, меѓутоа они живееа во ваков колапс од цени за паркинг, бидејќи станот ќе го купи, он нема каде да паркира. Да бидеме реални, гаражен простор да направите на една зграда е поскап за инвеститорот отколку втори или трети спрат. Зошто? Па прво има огромна плоча, второ има огромни изолации. Значи не може он да го направи тоа, втора плоча нема ништо, има 20 сантима плоча, над него 20 сантима и реди цигли, нема ништо, сега да бидеме реални. Така да не може он да го, реално е, нема логика да го даде, не знам, станот ако е 2400 евра квадрат, да не збориме повисоко, да даде за 7000 евра паркинг простор. И плюс, не може да изгради доволно на парцелата колку што има стамбени
горе Да, и единици. тоа е големиот проблем. Тоа е Граѓаните огромен сакаат проблем. Да, што сакаат. живеат таму да купат, Така меѓутоа е. им следува поедно. Да, нема. Затоа му следува по едно, него не му следува по едно. Кога би имал инвеститорот да направи по 3, сите ќе купиме. Пошто не може стан од 80 квадрата да има едно паркинг место. Се дали вози сопругот со сопругата, па не знам, детето и така натака, ама невозможно со едно. Значи, невозможно. А тоа е така, и то да бидеме реални. И сметате дека треба Нема да има ни едно. некакви законски измени, поригорозни да бидат и инвеститорите да си ги Ама почитуваат не, тие правила. тоа- Ако во законот стои дека треба 2 паркинг места, Добро. Не стои така. Тоа е знам по дека не квадратни сте, дали метри, да. сметате дека треба да има законски измени? Малце да се стегне законот за да не може толку. Ама вака, еве, нека се стегне утре законот. Невозможна мисија. Ама еве, утре нека го сменат законот. Па што останува се со ова што е направено до сега? Ќе го сменат од утре и од утре ќе важи новиот закон. Океј, супер. За еден стан по 3 стана, по 3 гражи, добро. А до сега? Што правиме до сега? Па не мислам, не можеме да се враќаме наназад. Значи, навистина, не може да се враќаме наназад затоа што нема да го решиме проблемот. Ние можеме ќе го смениме законот. Ма не може Капистец како ќе го решиме Капистец? Па една гража нема, каква една гража? Па нема една. И сите коли се надвор паркирани. Значи, ќе погине пешак, па ќе погине затоа што иде позади кола, не го гледаш. И 30 да возиш ќе го удриш. Значи, сакам да кажам, не може да се вратиме наназад, идеме нанапред. Нема место на една парцела во центарот, не знам стварно од 250 квадрата градежен дел, доле да извади он 12 гражи. Како да ги изведе, кажи ми? Па нема простор. И тие гражи, не знам дали сте ги виделе, да кажеме се 2,20. Па 2,20 паркираш кола и едва ја отвориш една врата. Па тоа е гража. Па не е гража, не збориме за пари. Простор нема. Поради тоа иде цената. Кое би горе. било решението долгорочно, зборувам? Еве како е во Европска унија, како е регулирано. Да тргнеме од соседите во Србија, во Бугарија. Добро, во соседството ако тргнеме, добро, ајде вака, да тргнеме. Има трамвај и таму и таму. Тоа све тоа вие што спомнавте, има така, нели? Има трамвај. Че они користат трамвај. Да бидеме реални, ја не сакам по некого сега да фрлам дали е тоа добро или лошо решено, не е решено ништо. Прво трамвај немаме, окей, супер. Па нема автобус. Кој трамвај? Сега. Така да сето тоа надвор така функционира. Ја навистина не гледам како тоа ќе се разреши. Тоа е единствена опција е приградските населби да станат поблиски до центарот, бидејќи не целата сега, не омаловажувам градови или помали градови или не знам и села и така натака. Меѓутоа 90% работата, бизнисот, било што е во Скопје. И не мора да продаде он во Велес за да дојде тука да живее. Он ќе се живее во Велес, ама ќе работи тука. Него му треба паркинг. Он ќе дојде со кола. Така да, а од друга страна, сите тие европски поголеми градови, то мајндсетот, размислувањето, сваќањето на животот е сосема друг. Тоа не може да го смениме над 50. Како се движат цените, не ве прашав, во низ Македонија? Охрид знам дека одат нагоре и го следат овај тренд како во Скопје, меѓутоа во другите градови да, како? велико. Па вака, сегде е качена цената. Меѓутоа е далеко од скопските цени. Ама да не го гледаме само станот како цена по стан, ако е Скопје 2,5 или ајде 2,300, дека да кажеме, не знам, Штипе 1200 или 1300. Така е. Тоа е многу поевтино. Па парцела знаете колку е у Штип. Па без пари. Иронично. Ама без пари во споредба со скопските цени. Значи, овде кога ќе ја ставите цената, не ги оправдувам ја градежниците, да не ме сватите така, не барам ја оправдување за нив и дека ја ги величам или не знам што правам. Меѓутоа, тоа е факт. Он за да купи парцелата, ја купува, калкулира градба, калкулира трошоци на проекти заверени, пута цена, пута све, комунали не, и он вика, види, треба ли ја да заработам? На целата мака, на целиот ангажман, ризик не постои, меѓутоа има инвестиција сериозна, поготово ако користи, да кажем, некакви кредитни услуги, помоши така натако од страна на банка. Значи, он ќе дојде до некоја реална цена по мене за Скопје зборам сега, не под центар, никако под 2300-400, он нема економска оправданост да гради, тоа е реалност. А ние ја не, ама 99% што гледаме од страна, како ми бараш 3000 евра квадрат, па ти бара 3000 евра квадрат, 1500 квадрат купува земја.
Така да цените се отамо качени. Изминативе 10, последниве 10 години, односно пред 10 година, странци активно купува станови во Скопје. Како е сега ситуацијата? Кој купува најмногу? Ма не вака сега. Значи, најмногу купуваат наши, нема тука коментар воопшто. Ние стварно 32 години сме на пазарот, значи све сум видел и странци како купиле и сите како купиле. Меѓутоа, сега странец не купува. Зошто? Затоа што ќе го изнаеми, нема економска оправданост да го купи. Тоа што вие спомнавте пред 10 години купуваа, така е, се слагам. Цена 1150. Толку беше, ајде не именувам фирмата, Тафталиџе 1-2. Нов стан, супер стан, топ стан, 1150. Значи, и то транспарентни цени, не дека јас ги кажам, дека 400 стана беа транспарентно објавени дека таа цена се продава зградата. 1150, онако доваѓа од Загреб, да не идам погоре, воопшто да не се качувам погоре, така? Па добро, горе било каде и тогаш беше, нема по 3,5-4, збориме пред 10 години, не сега. И се он кој ќе добие стан за 1150, он вика, види, наместо да платам ја 4 години кирија, ако седи само 4, зборувам, нели? Ако плаќа 4 години кирија, он ќе го купи, не плаќа кирија, ќе го продаде и иста цена да го продаде. Он заработува на име на киријата. Меѓутоа сега изминатиот период качени се кириите доста за изнајмување. Па добро, качени се кириите. Станот, ја ќе ви кажам одма, пример како што е. Станот 60 квадрата треба да го купите за 150.000, тоа е 2.500 евра за квадрат и да се опреми уште 2-30.000 со кујна и све останато, значи доаѓаме на 180.000. Ќе го рентате 500 евра. Што е солидно. Па порано беше 250-300. Така, еве 500. Годишно 6.000. 10 години, за што збориме? 60.000. 30 години изнајмување, за да дојдам на нула. За 30 години влезна врата, домофон, лифт. Да не зборуваме внатре станот. Да, зголемени се трошоците за одржување. Па каде? А даноци? Народната банка објави дека во последниот квартал цената на недвижнини е зголемена за 25%. Евростат 5,5 во Европска унија. Зошто кај нас е толку голем скокот? Дали Европа го достигна врвот и сега стагнираат таму цените? Има сериозни градови во Европа, мислам можам со пример да ги кажам, само не сакам време да одзимам. Сериозни градови во Европа каде што и 5% е многу за на годишно ниво качена цена. Ова сериозно ви кажам. Кај нас, според мене, мислам дека не е само последниот квартал 25%, тоа е тумач. И третиот беше 25,1. Така е. Така да, мислам дека вкупната таа цена беше таа некоја за 25 до варира се, тоа не можеме 25,1 и не знам 24,3, ама по мене од 25 до 30% е качено, ама зборам 25 година, што е еден страшен пораст процентуален. Тоа е страшен пораст процентуален, реално. Не можеме тоа да го пратиме нити со плата, нити со било каков тип на примања, едноставно тој раст, па невозможно, тоа е невозможно да ние заработуваме и да го пратиме растот на цените на недвижности. Да бидеме реални и да бидам коректен. Многу околни земји се качија цените. Неколку кај нас. Меѓутоа, и пред 7-8 години, 10 години, добро, Софија беше ефтина, реално. Како се сега, како се движат Белград, Софија? Качено е, не, Белград, не ме прашувајте за Белград, тоа е 6.000 евра колку е? Па ја мислам, значи вака, има и за 3,5. Ама тоа што е 3,5 тамо, сега да бидеме реални, кај нас е рецимо 1.400. Нели? А зошто се толку качени? Платите горе-доле се? Не, страшна, да би, вака, прво имаат сериозен пазар. Зборам куповна моќ пазар. Второ, направи една таква приказка е све во животот, само како ќе го согледаме животот. Иначе се е приказка. Ова е многу убаво или ова не е толку убаво. Како ќе го представиме, така го гледаме. Исто со становите, исто со се останато. Значи, он направи една приказка
почна приказката со Београд на води. Они не очекуваа тоа, не ни бараа они тоа. Ама таа приказка повлече се. И се, ако сето тоа го повлече, конкретно за Србија се зборам, се не мешам, не знам, Софија, Солун и околни градови, Србија, Белград, Белград, че тоа е огромен број на уметници, баш уметници, еве не, драмски глумци зборуваме, драмски глумци. И да не тргнам понатака, спортисти, естрада забавна. Тоа е илјадници луѓе кои заработуваат на дневна основа пари. Сериозни примања. Кај нас тоа е мисловна именка. Ќе дадеме на некој, да, не знам, ајде да пее, нема да именувам, 1500 евра да ме забавува до 2 до 3 сабаре, така? Па у Белград тоа е 5 минути 1500 евра. И сега, кога тој некој ќе се наплати добро, така? Па не е тука, па не, он не прашува за цената на станот и цената иде. Ама не е еден, кај нас се тројца, да ги именуваме се. Тројца се што, нема проблем, дечко ќе купам. Оке, супер све. Па кај него не е тројца. И сега, ја ќе купам, ти ќе купиш, ја ќе купам. Колку купи? 200 квадрата, ја можам 250 квадрата. И тука, ама има пазар. Не сме ние толку мали, значи ние не сме толку мали сме, ама не сме толку мали. Немаме таква економска моќ. Тоа е реалноста. Тоа нема се смени брзо. Се купуваат ли кај нас станови во кеш? Како или најчесто се преку кредит од банка? Во кеш. Па ете, гувернерот на Народна банка изјави дека има сомнеж и тоа е, рече дека една од причините за зголемување на цената, затоа што дел од овие што работеле во странство доаѓаат и гувернерот знае, вие знаете ли дека крив е оној што ќе се докаже дека е крив? Знаете ли за тоа? Сте чуле ли тоа? Па не знам како може било кој што е на една функција, да изјави дека станови се купуваат во кеш. Па зошто е тогаш во кеш? Зошто е тогаш во кеш? Па тогаш треба се запраша власта, не тргам јас од оваа власт. Зборам властите, ајде уназад 20 години ако треба. Зошто е тоа така? Значи мора тогаш нешто да има. Значи не е тоа така едноставно. Лесно е ние да кажеме се купуваат во кеш, се купуваат во кеш. 250.000 евра ако купуваме станот, дал 5.000 у кеш. Тоа е толку минорна една бројка да данокот е смешен да треба да ги платам тие на тие 5.000 евра. Меѓутоа, кога еден гувернер или било кој што како ќе изјави дека се купуваат станови во кеш, никој не иде на таа опција 250 на сметка 5 кеш. Него сите и мене исто тогаш паметот ми иде, не знам, 200 сметка или 50 кеш, кај што е веќе сериозна утаја на данок. Не велам дека 5 не е. Меѓутоа, вака, оваа држава функционираше со кеш многу години. Да не сега се правиме ние, сега се родивме, сега дојавме на светов, сега почнавме да работиме и ние научени. Па знаете ли дека трансакцијски сметки немаше до пред 15 години? Точно. Па како купи гувернерот прв стан? Било кој гувернер. И овој, тој пред него и четворица пред него. Како купија стан? Ај вака, ја работев. Па ја од 94-та работам. Па нема сметка, нотар нема, идевме у суд. Со ташничката, со пари. Во суд на високи, како барски, онакви мермерни, тој сега ги памтам онда, броевме парите. Па нели е кеш тоа? Па тој кеш некој го земал. Ете, мајка ми го земала тој кеш. Го заработила, точно. Па добро, продала куќа на водно, мајка ми, и земала кеш. Па што да правиме сега со кешот ние? Да го фрлиме. Значи, те молам. Дали сметате дека и проценителите кои што ги ангажира банката, реално ги проценуваат тие станови затоа што цената се поклопува со онаа која што ја продава инвеститорот? Па воглавном, значи сега проценти да не кажувам, воглавном се така е, се поклопува со тоа што го нуди или што го бара инвеститорот, така е. Дали така треба да биде, релативно е, значи не, затоа реков процентуално поголем дел се поклопува. Има некаде каде што дури ги проценуваат под сите критериуми, да бидеме реални. Но воглавном се проценува по мене можеби како што треба да биде. Сметате дека реална е проценката? Океј, сега нема, океј, сега стварно има како и секаде и во се.
Има исклучоци, не велам нема. Значи има промаш сериозен. Меѓутоа 85-90% е окей проценката. И моето последно прашање до вас е како до стабилизација на цените на недвижнините? Иронично можам да одговорам на ова. Исто како до покачување дупло на платите на вработените. Кога тие плати ќе се качат, цените ќе се стабилизираат. И ќе бидат во ред. Се додека платите се на едно, не е тоа незавидно ниво, него тоа е под дискусија ниво и висина на плата, тоа нема висина на плата, тоа е плата, тоа нема висина на плата. Грото од луѓето се борат за екзистенција, нема да коментираме за 10% или 4% или не знам колку посто во државата. Станот не е тоа стан, веќе они не го гледат како дом, тоа е луксус. Луксус кој треба фамилиите да го исплаќаат 30 или 40 години. Зашто зборуваме? За какви цени зборуваме? Не. Економијата ни тоне. Со тоа становите држат цена. Значи сега ако платите отидат, на вистина се зборам, сериозно, да отидат дупло нагоре, никој нема да има проблем со тоа да плаќа ануитет према банката и да си уплати стан. Од 470 евра ануитет, не може да биде 100 евра. Па не може на висока плата од 1000 евра, он да плати 500 евра ануитет. Па не види, нема залепи паштета да јаде после. Точно. Избориме период 30 години, он плата нема да има 30 години. Затоа велам, економијата, од тамо трга се. Од тамо се парите. И сето тоа после машината иде натака. Така е. Боби да се надеваме дека платите ќе растат на сите На тоа и треба во се догледно надеваме. време да ќе има одредена стабилизација, односно ќе Да можеме не сите бараме да си намалување дозволиме. на цената на станот, него да бараме зголемување на платите. Може, за да си дозволиме да може, си купиме. добро. Да. Ви благодарам што бевте гостин во Ми емисијата беше драго. Инсайт.